2/3 не му се потребни на Мицкоски. Го има народот позади себе. Има 566.000 гласа позади себе. Левица сигурно ќе се приклучи на една таква иницијатива. Мицкоски може да предложи задолжителен референдум во собрание, задолжителен референдум за бришење на придавката Северна и изменување на уставното име во Република Македонија. И тоа може да го предложи во собрание. И да се распише задолжителен референдум и резултатот од тој референдум на денот на завршување на пребројување на гласовите од референдумот таа одлука ќе биде задолжителна, ќе стане закон. Вчера кога ја даваа заклетвата, мене ме интересира дали кога Мицкоски и министрите со една така многу убава дикција, со еден прекрасен македонски литературен говор, дали тоа ја олесни изговарањето на Северна кај поддржувачите на ВМРО-ДПМН, дали тоа кај нив заради дикцијата, они викаат, добро бе, па и Северна го кажа убаво. Да, барем убаво го кажа. Не некако у хор така би беа, сите заедно. Да. Ама еден беше најгласен. Ветувам дека ќе го штитам законите уставот на Република Северна и сите заеднички така. Ама како звучеше од внатре, брат? Не знам како звучеше, ние излеговме. Ау да, вие излеговте, вие ја напуштивте таа. Тука е лежи зајакот, значи во моментот кога се изгласа владата, тоест ние само гласавме против ова нова и после веднаш после влада и тоа веднаш после излеговме. За жал не бевме тука во тој момент каде што Мицковски покаже една таква, нели, така он сака да ја презентира една неверојатна политичка мудрост и една неверојатна политичка саможртва, он на свој терет го презема тоа да ја каже таа Оптимус каже таа срамна придавка. Го кажа дури пред наговорница, да, рече јас ќе ја кажам таа срам ми е. Апсолутно, да. Срам ми е, ама ќе ја кажам. Ама гледате како го сврти се направи како да е маченик. Сеќаш како да е маченик, он ствари треба толкава одговорност да понесе на свој грб. Он што сака целиот живот да го посвети на бришење на таа придавка, сега ќе ја земе одговорноста на своји плеки и ќе ја каже придавката. Значи мислам дека тоа се само едни циркуси, просто затоа што главната цел беше 5 минути после тоа што следи, а тоа е заминувањето од собранието во службено возило како премиер. Чао Бела, тоа е тоа. Да. Тоа беше целта, 5 минути после таа заклетва. И секој мислам дека тоа беше цело време во умот на мандатарот кој стана премиер после таа заклетва. Не само мандатарот, таму имаше и други кои што нели прв пат ќе се возат. Да, господа луѓе се тоа. Што прв пат ќе се возат у службени возила, со тоа пиу да им прават. Типа сега Северна. Ја гуглав. Ке голтнеш да му мај, тоа е битно у службено. Да, гледале филмот со Северина, знам. Не, сега како да ти кажам. Сега е тоа, значи возио се, како беше тоа, тие у БМВ што се возат, брат? Добро, знам, и у Шкода ги возе, ама не е битно, брат. А жмигавци пуштаат ли? Ако пуштаат жмигавци, не е као БМВ. За да се возиш у таква службена кола, па се јеби, ке голтнеш еднаш. Ама ја имам едно прашање. Бебе, само на кратко напишав Мицкоски Заев предавство. Значи, Мицкоски го има обвинато Зоран Заев. Да, Зоран Заев го има обвинато едно 100 пати за предавство за промената на името, за договорот со Бугарија, за преговарачката рамка. Ако Зоран Заев направил предавство со тоа што сменил името на државата, потпишал договор со Бугарија, ја прифатил после Ковачевски, нели, го довршил предавството, ја прифатил францускиот предлог, го прифатил, ако он го почитал ова, нели е по аналогија некој он предавник? Не, он е маченик, он мора, он е натеран тоа. Ја многу сериозно сакам да го нешто на логички да го изанализираме ова. Ако некој направил нешто што ти си го идентификувал како национално предавство, и после тоа ти не го прекинуваш тоа национално, не го раскинуваш, не го менуваш, продолжуваш со истото, што си ти? Маченик. Добро. Маченик. Како беше оне вицот со стреланите? Маченик, он сега мора, брат, да го користи, го е... Не знаеш како, знаеш која е логиката, знаеш која е логиката? За мене и тебе. Можам, ми текне уствари кој може да биде наративот.
Мицковски ќе ја чува Македонија безбедна колку толку дури не се појави нов месија кој уствари ќе ја искриви неправдата. Он е маченикот кој мора сега овој срамен период да биде премиер во Шкода, нели многу е тоа. Супер. Да, тоа е вако. Па може би ќе дојде некој следен ВМРО-ец кој ќе не спаси. Јас стварно не знам која е логиката, затоа што сега за сега рече тоа, јас сум немоќен, јас капитулирам и тоа дури искрено имам и едно прашање. Океј, ајде, тоа е неговиот аргумент за да израционализира работата, ама ти користиш таков јазик на 10 минути пред да станеш премиер, дека си немоќен, дека треба да капитулираш, па каква порака праќа тоа за надвор, каква порака праќа до меѓународниот фактор, каква порака праќа до гласачкото тело кое ти изгласало, ти веднаш велиш дека си немоќен. А не ли беше работата ВМРО, гласете го, дајте ни 60 претеници да се ја вратиме државата безрезервно во своји раце. Да биде повторно твоја, да биде повторно горда. И сега е немокина, Македонија е немокина, така, тоа е резултатот, затоа што премиерот тоа ни го кажам. Јас сум немоќен, Македонија е немокина. Добро, сега не помирете се. Ама барем е горда. Баре сега веќе. Да. Не, многу ми се смешни прес гледав едни таленти кои што објаснуваа како тоа Мицковски никогаш не кажал никаде дека ќе го враќа името и дека. Како не кажал дека ќе го враќа? Ти си го слушнал? Па има дека се експлицитно против преспанскиот договор, дека се против договорот за добрососедство, да, дека правете ми ова, правете ми такви работи, имаш. А ние ништо не ќе да му правиме. Не, тоа. Ама бар да не лаже. Тоа беа негови пораки. Не, ама преска ги гледав и сега паралелата беше овие луѓе кои што барале Мицковски сега да го врати името биле како оној новинарот кој што е од Русија про Путин Соловјев. Чекај дека да одговорам на овој овде кога само добро бе, само секунда. Само секунда да се докажам, 3 секунди уствари, лажам. Дека било како Соловјев што викал дека може да заврши војната Украина одма, требало да се пушти нуклеарка на Лондон. Демек тоа било исто на рамниште со враќање на името на државата. Малце излажани се мислам нека граѓани. Има еден коментар тука кој што е прилично вака без врска, мајке го прочита. Ај. За Милош тие што направија предавство се херои. Херои. Кога е во множина, не се пишува херој, туку се вика херои. Но, ако немате 2/3 да го измените името, тогаш и вие сте виновни. Извртената логика на Мичо. Види се. Микио со мало дете нема да го нервираме. И затоа ја ќе ти одговорам. 2/3 не му се потребни на Мицковски. Го има народот позади себе. Има 566.000 гласа позади себе. Левица сигурно ќе се приклучи на една таква иницијатива. Мицковски може да предложи задолжителен референдум во собрание, задолжителен референдум за бришење на придавката Северна и изменување на уставното име во Република Македонија. И тоа може да го предложи во собрание. И да се распише задолжителен референдум и резултатот од тој референдум на денот на завршување на пребројување на гласовите од референдумот таа одлука ќе биде задолжителна, ќе стане закон. Ќе стане нов устав таа одлука. Нема после сакам, неќам, ќе гласаат они у собрание, нема да гласаат. Влен се, завие се против. И релевантно е дали ќе гласаат, они нема што да гласаат у собрание после. Народот ако одлучи на тој референдум се враќа името, мора да се врати името. Никој тоа не може да го кочи. Задолжителен референдум се вика тоа. Не му требаат 2/3. Ја не знам зашо левица не потегне таква иницијатива. Ке видиме претходните иницијативи за референдум што ги имавме. Ние имавме иницијатива за отпочнување на референдум за францускиот предлог. Тоест за клучоците во собранието кои беа изгласани за францускиот предлог, па таа иницијатива никогаш не дојде на пленарката. Јас не верувам дека нешто друго би било сменето. Ние ќе разговараме за сите можности кои ги имаме, но да не се лажеме, таква политичка волја кај најголемата партија нема ни да има, затоа што нивната цел е само како ќе поминува времето да пробаат да го да направат една фамилиаризација со тоа дека они ќе го користат целото име, срамното име за кое обезбеди 8 пратеници. На крајот на денот тоа е тоа. ВМРО ДПМН обезбеди 8 пратеници баш за времето на председателството на Мицковски со партијата. Така да
тие 8 пратеници, ако тие пробуваат да се дистанцираат од нив, јас и вчера и тоа го посочив на говорница. Ако вие тврдите дека сте некое ново ВМРО ДПМН, кое било во тој момент немокно, дека тие 8 пратеници биле уценети, дека биле влечени, дека биле оттргнати од јадрото на Мицкоски, кој не можело веќе да го контролира, окей, аферим, фер, тие така во тој момент постапиле и не си имал контрола. Еве сега имаш власт со твои пратеници, ти ги избра овие пратеници на пратеничките листи, покажи дека си едно друго ВМРО и стави се во насока на враќање на името. Значи, многу е просто. Направи еден реверзибилен процес, ама тоа нема да се случи, затоа што и тогаш, да не се правиме луди, ВМРО ДПМН учествуваше во промената на името, значи немаше тука никакво отргнување, како што тие тоа сака да го представат, и всушност за сите погубни процеси во историјата на Македонија ВМРО ДПМН и СДСМ биле согласни, така и ќе продолжи да биде работата. Лончи и капач. Иначе Петар Павлевски вели како би бил резултатот од таквиот референдум, може би нема да успее поради СДСМ, а ако успее патот кон него формално ќе биде завршен. Па што не гласаше за Таче. Но он ти кажа нема откажување од иднината. Да бе, да. Кон него. Ти си изгрешил за која партија си гласал сега. 600.000 гласа има Мицкоски. Да. Колку гласа имавте ви? 70. Тоа се 700.000 гласа. Колку имаше, знам? 55. 760.000 гласа. Да. Помаливе партии, ќе стигнеме до 900.000 гласа. Со 900.000 гласа на задолжителен референдум, тој ќе биде со 60-70% ќе биде поминат, успешен. ВМРО ДПМН нема волја за такво нешто, ВМРО ДПМН само сака да владе и да си ги наполни своите џебови, значи да не се правиме луди, затоа што они вчера го користаат тој аргумент. Сега на народот му е поважна економијата, сега му е поважно да има реформи, сега му е поважно... Истиот аргумент на СДС. Истиот аргумент... СДС викаше, ние треба да го... Што беше на името ли ќе ти ги плаќа сметките, да. Тоа беше наративот на СДСМ. Тоа беше наративот на СДСМ. Идентичен значи, името ли ќе ти ги рани децата, името ли ќе ти го чува народот у Македонија. Истото е. Ја не можам да се помирам со тоа дека ВМРО ДПМН и СДСМ го имаат истиот наратив. Разликата е само што едните која беа во опозиција говореа дека овие за другите дека се предавници.